Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум Наталија Крстевска, професор по музичко образование во Општинско основно училиште Браќа Милодиновци од Куманово. Денеска ќе се запознаеме со музичко-сценски дела. Што ќе научиме? Кои се музичко-сценски дела? Кои се сличности и разлики на музичко-сценски дела? И ќе научиме да споредуваме фрагменти од слушаните музичко-сценски дела. Самиот збор музичко-сценско дело ни кажува дека тука станува збор за дела во кои е вклучена и музиката и сцената. Слушателот има привилегија во исто време да слуша музика и да гледа сцена каде се одвива делото. Во музичко-сценски дела спаѓаат 4 музички форми и тоа опера, оперета, балет и мюзикал. Сите овие форми имаат неколку заеднички особини, а тоа се спојување на повеќе видови уметности, драмското дејствие се пренесува преку пеење наместо зборување, сцената е таа на која се одвива дејствието, покрај музиката составен дел им се книжевност, движење, танцување, ликовна уметност и глума. Имаат текст кој во музиката се нарекува либрето и кој го објаснува дејствието. Сценографијата, која всушност е ликовна позадина на просторот во кој се изведува делото, а тука е и декорот кој ги опфаќа елементите на сценографијата кои се потребни за изведување на една представа. Костимите се важен дел и тие се потребни да го доловат драмското дејство и времето во кое се одвива. Тука гледате слика од нацрт на еден костим како треба да изгледа и готов костим. Исцртувањето на лицето на изведувачите е во склад со карактерот кој го толкуваат. Следна заедничка особина е глумата, која се однесува на креирањето на карактерот на улогата која пејачот и балетскиот играч ја толкува. И секако неизбежни се хорските и оркестарските нумери кои го надополнуваат дејствието. Оркестарот цело време ги придружува уметниците, го дообјаснува дејствието и за него е карактеристично што е сместен долу под сцената. Ајде сега да видиме кои се разликите во овие музичко-сценски дела. Начин на изведување на дејствието, каде се раскажува преку пеење, во опера, во и оперета, во балет преку играње, додека во мюзикл, освен пејачки, застапени се и говорни и танцувачки нумери. Понатаму, разлика е во видот на музиката. Во првите 3 музичко-сценски дела, опера, оперета и балет, е застапена класичната, односно сериозната музика, додека мюзиклот често пати обработува и забавна, поп или джез музика. Во поново време за него е повеќе карактеристична екранизација и застапеност како филмски жанр отколку поставеност на сцена. Овдека имаме неколку линкови со кратки примери за слушање на сите дела со цел поубаво да се запознаеме со нивните карактеристики. Значи, со кликање на линкот ќе се запознаете поблиску за опера, оперета, балет и мюзикл. Сите овие музичко-сценски дела се изведуваат во оперски куќи, а кај нас тоа е македонска опера и балет.
И за на крај да видиме што научивме. Значи, научивме кои се музичко-сценски дела, научивме да ги разликуваме карактеристиките на музичко-сценски дела, слушаме фрагменти од музичко-сценски дела и нивна споредба. И секако знаеме наслови од слушаните музичко-сценски дела. Ви благодарам на вниманието.